почитувани драги студенти, драги гледачи. Добродојдовте во новото издание на емисијата Студентски пулс. Денеска заедно со мене во студиото, односно во нашето студио, ни гостува Економски факултет. На моја огромно чест и задоволство заедно со мене се деканот на Економски факултет, професор доктор Милче Санта и председателката на Факултетското студентско собрание Моника Митровска. За почеток сакам да ве прашам како сте. Јас сум супер, возбуден, среќен и со добри мисли го очекувам ова интервју. Благодарам. Моника, ти како си? Јас сум одлично, сакам да се заблагодарам на поканата и што денес сме заедно тука со деканот да се представиме во најдобро светло, би рекла. Така се согласувам и јас верувам дека ќе имаме одлична дискусија и плодна дискусија, затоа што Економски факултет заслужува таква дискусија, еден од најатрактивните, можам да кажам, факултети на УКИМ. За почеток јас сакам да почнеме со деканот. Професоре, како започна вашиот пат во академијата и што ве донесе до позицијата декан? Јас се запишав на Економски факултет во Скопје. Овде студирав 3 години, после замина во Холандија. Во Холандија имаше Економски факултет, размена на студенти со Фонтис универзитетот. Таму ја заврши 4-та година и дипломската и за време на тој период Економски факултет работеше на заеднички темпус проект со Фонтис за воспоставување на додипломски студии по електронски бизнис. Професорот кој што беше проектен координатор од Фонтис ми беше ментор на дипломската работа. И кога тој требаше да дојде во Македонија, ми рече дали можеш и ти да дојдеш во Македонија за да може да ми помогнеш. И јас тогаш се вратив од Холандија во Македонија како демонстратор. Бев 6 месеци демонстратор, после излезе оглас, се вработив како помлад асистент и низ процесот помлад асистент, доцент, вореден професор, редовен професор, додека бев вореден професор, бев продекан за наука и меѓународна соработка. И од 1 август 25 година станав декан на Економски факултет. Тоа е на кратко и најбрзо целото патешествие, што значи дека причината зошто мојата академска кариера почна е затоа што професорот со кој што работе во Холандија и кој што им беше ментор на дипломската рече дали можеш да дојдеш во Македонија. Така, дали можеби во времето кога вие бевте студент некогаш замислувате дека ќе бидете токму декан на Економскиот факултет? Никогаш. Секогаш сметав дека ќе бидам активно во бизнис секторот. Ама после кога се вратив назад во Македонија, предизвикот стварно беше огромен затоа што се основаше новиот департман на електронски бизнис и на некој начин ми беше интересно што се создаваше нешто ново, нешто различно. Имаше доста патувања, така да на некој начин ми се допадна работата и останав на факултет. Така. Од другата страна имаме Моника, како што кажав, Моника е председател на Факултетското студентско собрание при Економски факултет. Јас секогаш кога имаме фактички председатели, дали на факултетските студентски собрания во мојата емисија или студенти, ги прашувам како е да се биде студент на нивниот факултет и тебе би те прашал како да се биде студент на Економски факултет. Да. Да се биде студент на Економски факултет е едно прекрасно чувство. Морам да признаам дека е динамична средината за студирање, но најубавиот дел на Економски факултет е тоа што освен теоретското знаење и настава која имаме, многу често имаме и практична настава, работилници, хакатони, каде што можеме нашите тоа што го учиме реално да го презентираме на реални проекти и би рекла дека е навистина прекрасно чувството. Така, се согласувам затоа што еви кога јас ги следам сите факултетски собранија како работат, Економски факултет е баш слободно можам да кажам и дека студентите се многу сплотени, се дружат, организирате многу настани, забави и журки, а тоа секако секоја млада индивидуа сака да го има во своите студентски денови, нели? Професоре, кога сега да се навратиме повторно на работата на самиот Економски факултет, реално каде се наоѓа денес Економски факултет во однос на квалитет и конкуренција? Значи, видите, нашата перцепција на Економски факултет Скопје дека ние покрај тоа што сме, да речеме, најголем, најстар факултет, ние сме и државен факултет. И кога сме основани како државен факултет, целта што била поставена пред нас е ние секогаш да креираме кадар кој што е спремен да даде вредност во општеството. Дали тоа ќе биде во приватниот сектор, дали ќе биде во државниот сектор, невладиниот сектор сега или слично.
И економски факултет низ тие 75 години активно докажува дека е најдобар факултет на УКИМ и како резултат на тоа најдобар факултет во бизнис и економија во државата. Нашиот предизвик сега не е толку многу ние да бидеме први во државата, него да бидеме сериозен играч во регионални рамки. И мислам дека активностите кои што ги преземаме во изминатиот, да речеме, 6-7 години, активно придонесуваат кон тоа да нашиот факултет биде препознаен како факултет кој што прво креира најголема вредност за студентите, затоа што студентите добиваат и теоретско знаење, и практично знаење, и контакти со нашата огромна алумни заедница и препознаедност од реалниот сектор дека стварно ако ги вработат, ако дојдат од економски факултет и ги вработат, ќе креираат вредност. И ние тоа сега сакаме да го збогатиме тоа образовно искуство, да одговара на тоа што не јас велам како се универзитетите во странство пред се во Европска Унија. Така. Во ред покасно нели ќе поразговараме и за самата практична настава на факултетот и за самите студиски програми, нели? Моника, сакам тебе да те прашам што те мотивираше да се кандидираш за претседател на факултетското студентско собрание? Одлично прашање, ти благодарам што го постави. Мотивацијата дојде од тоа што сакав да донесам некоја позитивна вредност за собранието, за самиот факултет. И исто така, затоа што јас бев активен член претходните 3 години во факултетското студентско собрание, собрав доста искуство од претходните председатели, од претходните организации, научив многу како се организираат настани, работилници, хакатони, забави и ова е една од најдобрите одлуки која сум можела да ја донесам до сега. И особено ми е мило што оваа година собранието навистина има тим што работи, бидејќи за да може да се води едно собрание, треба да се има тим. Јас сама како индивидуа не можам да водам прво собрание кој има 32 члена, а потоа 2000 студенти да представува. Така што морам да го поздравам и тимот што работи позади се, бидејќи само со тим може да се успее. Така, се согласувам, како кажале, секогаш заедно сме посилни, па така и факултетските студентски собранија. Јас искрено, ти посакувам многу среќа во твојот мандат, дур се уште трае, и се надевам на многу успешни поднесени иницијативи, на многу настани успешно изорганизирани, на многу предизвици решени, а следно и деканот ќе го прашам, професоре, кои се најголемите предизвици со кои се соочува моментално економски факултет? Видете, има предизвиците се на некој начин од повеќе аспекти, јас би рекол. Првиот аспект е дека имате, ние како економски факултет имаме огромна конкуренција во државата, има 27, вклучувајќи ни нас, економски факултети во државата. Имаме регионална конкуренција од универзитетите, економските факултети од бивша Југославија и се повеќе и повеќе се отвара и европскиот пазар за нашите студенти, кај што нашите студенти се третирани на еден ист начин, како што е, да речеме, домашниот студент третиран. И тука сега настанува тој проблем на brain drain. Предизвикот на нас, на мене лично и на факултетот е дека ние не треба да ги спречуваме луѓето да заминуваат од државата. Секој има можност или треба да има слобода, јас би рекол, да се движи и да се надградува и да работи и развива каде сака. Предизвикот за мене е од brain gain. Како ние да го крениме факултетот на повисоко ниво, за да може да нуди приближно истите услови и институционално, и инфраструктурно, и наставно, би рекол, научно, кои што би им дале на студентите кои што планираат да заминаат или некои студенти од тие други држави да дојдат кај нас. Значи, предизвик моментален кој што го земаме во предвид е како ние целокупното наставно образовно искуство на студентите да го доведеме на да биде на исто ниво како или приближно исто ниво како што е во Германија, во Франција, во Холандија, може во скандинавските земји и во Италија, за да можеме да ја сменеме парадигмата на мислење спречување на brain drain, него да овозможуваме на brain gain. Тој не е првата
првиот предизвик на кој што ние како факултет активно работиме за да го оствариме или да го совладаме тој предизвик. И вториот предизвик кој што во основа доаѓа е појавата на вештачка интелигенција и потребата од баланс на академски знаења и практични знаења. Затоа што треба да разбереме нешто или да го дискутираме многу повеќе една работа, а тоа е дека ние сме академски факултет, ние сме академски универзитет. Ние треба студентите да ги спремиме не да имаат само практични skills, способности или искуства, него тие студенти треба да имаат стекнати доволни теоретски знаења за да може да генерираат или да се вклучаат во критичко мислење. Затоа што вие ако научите само една алатка, само една практична вредност или практична вештина, вие не можете да видите целината и да креирате нешто што би го рекол вредност која што ќе излезе надвор од дадените рамки. Затоа ви треба теоретско знаење. Балансот е нешто за кое што ние активно дискутираме на економски факултет за да можеме да го ствариме. И со студенти дискутираме, но и со бизнис заедницата, затоа што на нас бизнис заедницата е еден од најклучните партнери кој што ни дава насока кои skills, кои знаење, кои способности, кои вредности треба да ги имаат студентите, за да може кога излезат од студентските клупи да дадат придонес. Тоа е првиот предизвик. Вториот предизвик е појавата на вештачката интелигенција и појавата на вештачката интелигенција генерира ситуација во која што студентите кои што туку дипломираат од економски факултет или од кое било друго, да речеме додипломски студии, мора да се борат со лицата што се веќе вработени и што ја користат вештачката интелигенција, затоа што тие лица си ја зголемуваат продуктивноста и како резултат на тоа можностите за вработување на туку дипломиран студент без практично искуство и без теоретско искуство, а под притисок на вештачката интелигенција многу се ограничува. И затоа ние што правиме, како се спреваме? Прво, воведовме програма со која на сите вработени на економски факултет им даваме на пристап и им ја финансираме пристапот до вештачка интелигенција. Второ, сега во основа наскоро ќе го обедуваме на кој што на сите студенти на економски факултет бесплатно ќе им даваме софтверски алатки кои што ќе може да ги користат во унапредување на своите способности. И како резултат на тоа ние се повеќе и повеќе разговараме како студентот низ студирањето да биде изложен се повеќе и повеќе на примена на вештачки алати, да ги користи за проекти, за настава, за учење и било што, за да кога студентот ќе заврши 4 години студии на економскиот факултет, да биде на најмалку 3 места изложен од потребата да користи вештачка интелигенција, за да кога ќе дипломира студентот, кога ќе отиде во бизнисот, ќе рече, видите, јас стекнав теоретско знаење, стекнав практично знаење, ама видите во исто време и активно користе вештачка интелигенција. И јас како лице кое што доаѓа на пазарот, сум многу подобро подготвен од другата конкуренција. Апсолутно се согласувам за тоа што, како што спомнав ти, самата вештачка интелигенција е нешто кое што дојде и доправо и ќе се имплементира и ќе зема голем дел и ќе заменува дури и луѓе, како што веќе добро знаеме дека тоа го прави на останатите континенти. И баш ме радува што го слушам тоа, бидејќи навистина, како што спомнав ти за самата теорија и пракса, многу е тоа дискутирано од страна и на младите, и на професорите, и на академската заедница, што е побитно, дали теорија или практични вештини. Јас се согласувам апсолутно дека треба да има некој баланс, да бидат подеднакво и теоријата и практичното знаење усогласени за да може да излезе еден квалитетен продукт. Се согласувам и само да се надоврзам, зашто и вештачката интелигенција го дава тоа екстремно јасно. Зашто ние не треба да на дискусијата цело време да ја водиме кон тоа дека треба се да биде практично искуство. Те веќе дадам еден пример. Ако вие на одреден предмет или на одреден студиум или на одредена активност сте ја научили одредена алатка да ја користите, вештачката интелигенција заменува сега едно 50 до 60% од алатките. Ако вие не ја знаете содржината, ако вие не ги знаете бројните модели кои што во основа биле користени, теоретските модели кои што биле користени за да се дефинира алатката кој што практично сте изучувале, вие кога вештачката интелигенција излегува на пазарот сега и вие автоматски ја заменува алатката што сте експерт, која е вашата вредност тогаш?
И затоа у основа мора да се прави баланс. Студентите мора да учат теорија, тоа мора да биде надополнето со практично искуство и сето тоа мора, ја што велам, да биде ко-креирано со вештачка интелигенција. Апсолутно се согласувам, апсолутно. Ке се вратиме на Моника. Моника, сакам да те прашам, еве со деканот нели ги продискутиравме самите предизвици со кои што моментално се соочува економскиот факултет. Сакам да прашам факултетското студентско собрание, кои се главните проекти кои што ги спроведовте за подобрување на студентскиот стандард, студентскиот живот и студентското организирање со еден збор? Оваа година можам да одвојам неколку проекти што според мене се поголеми и побитни. Прво би издвоила во декември месец имавме хуманитарна акција што ја спроведовме со факултетското студентско собрание. Траеше една недела каде што студентите, вработените на факултетот, професорите може да донираат храна, играчки за ние потоа да направиме новогодишни пакетчиња. Минатата година успеавме да направиме 70 новогодишни пакетчиња. И заедно со факултетското студентско собрание на филозофски факултет на 31 декември ги делевме истите пакетчиња во болницата во Козле и на клиника, што навистина според мене е ние секогаш се стремиме да сме хумани, дека треба да помогнеме таму каде што е најпотребно и затоа одлучивме да ја спроведеме оваа новогодишна акција. Следно што би споменала е тимбилдингот кој го организиравме на Пелистер. Тоа веќе втора година поред се случува. На тимбилдингот учествува околу 100 студенти од економскиот факултет. Таму се одржува едукативни работилници со компании од финансискиот сектор. Секако имаше и забавен дел и морам да кажам дека на тимбилдингот првпат настапи нашиот економски бенд кој од оваа година е формиран. И тоа ми е третиот проект и може навистина еден од поомилените, што пробавме да го спроведеме и еве веќе бендот мислам имаше околу 2-3 настапи. Затоа исто така и факултетот, деканот не поддржуваат и се надеваме понатаму дека ова со економскиот бенд ќе остане традиција за наредните генерации да можат да се вклучуваат постојано. Апсолутно, апсолутно, баш убава интересна иницијатива и како што спомнав дека ги следам фактички работата на студентските собранија, баш и сум запознаен со самиот бенд и ете можеме да упатиме и еден апел не само на економски факултет, може истото да се практикува и на останатите факултети и факултетски студентски собранија, зошто да не остане некој белег од страна на студентите кој што ќе може да се надополнува, да се реализира понатака нели во студентските денови на сите останати студенти и идни студенти кои што ќе се запишаат. Професоре, како што спомнавте и предизвиците со кои што се соочува економскиот факултет моментално, веќе ги напоменавме. Вие го напоменавте фактички теоријата и практичното знаење. Колку реално на економски факултет во Скопје се добива теорија, а колку практично знаење? Видете, значи баланс треба да постои. И се трудиме. Можеби во моментов балансот е повеќе навален кон теоријата, така? Ама ако го земете историски погледнато, економски факултет е еден од најпрогресивните факултети во интеграција на практична работа во своите студии. Ние моментално само за една компанија имаме некаде околу 300 студенти кои што работат на решавање на нивните проблеми. Дополнителен чекор ние што направивме, еве сега најтазе во кој што за студентите од четврта година рековме дека ќе имаат предавања понеделник, вторник и среда, а четврток и петок ќе имаат практична настава во фирми. За да можеме да го овозможиме ова, ние организиравме саем на кариера, на кој што 29 фирми ги изложија своите можности да примат практиканти тие 2 дена од сите студенти. Одзивот, успехот е огромен. Тоа ќе го реплицираме сега и во мај, за да можеме да им понудиме на студентите и на фирмите практична искуствена работа за време на летните месеци. Од друга страна, се повеќе и повеќе значи нема департман и во рамките на секој департман, на секоја студиска програма, се повеќе се прават проекти за реални институции, реални бизниси, на реални проблеми на кои што студентите мора да работат заедно со професорите, асистентите, демонстраторите, за да може да дадат решение за компаниите и институциите во рамки на предметните содржини.
Плюс на тоа, ние организираме еден огромен број на хакатони, работилници, во рамките на факултетот, поддржани од факултетот, водени од наши професори, на кои што студентите генерираат решенија, практични аспекти, презентираат пред реалниот сектор. И на крај, последното сега што го направивме, ние рековме дека на студентите не е доволно да ние им понудиме можност за пракса, него ние мора да покажеме и walk the talk, мора да им понудиме на студентите и во рамките на институцијата да може да креираат нешто, да реализираат практични активности. И затоа воведовме програма на студентски проекти во кои што студентите аплицираат за кратки проекти и ние им ги финансираме. Значи економски факултет мислам дека е еден од единствениот, ако не е факултет, во кој што студентите на јавен повик од економски факултет поднесуваат проект кој што треба да биде во придонес на дејноста, наставно-образовната дејност на факултетот и ние им ги финансираме сите тие активности, за да можеме да покажеме дека и факултетот се грижи за своите студенти. И како резултат на тоа, ако земете можности за пракса, во рамките на предмети практични активности, надвор од курикулумот голем број на активности, хакатони, работилници и последното, директно финансирање на студентски активности, студентски проекти, што тие може да ги прават. Дали тоа може да биде анализа на нешто, може да бидат обуки за нешто, што студентите сметаат дека треба да го направат. Има придонес, ние им го финансираме. Така, професоре, колку вие реално напоменавте дека нели студентите во четврта година веќе имаат понеделник, вторник и среда предавања, другите 2 дена се на пракса, колку вие реално сте задоволни со соработката со компаниите каде што студентите посетуваат практична обука? Видете, ние се враќаме наназад на основниот постулат кој што го градиме. Ние велиме, економски факултет треба да генерира студент спремен од првиот ден. И тој студент во кога ќе се вработи на работната позиција треба да носи вредност за фирмата. Јас мора да кажам дека фирмите со кои што ние соработуваме ја споделуваме тој пилар, таа логика и таа вредност. Зашто? Затоа што и за фирмите е битно да студентот кој што ќе доаѓа кај нив на пракса, да за време на праксата да стекне искуства, знаења специфични за нивната фирма, да влезе во културата на фирмата и кога ќе му заврши практиканството на студентот да одлучат и фирмата и бизнисот, било што институцијата, и студентот дали постои компатибилност меѓу нив и дали може да се вработи. Ако тоа ни е целта, праксата треба да додава реална вредност. И јас сум, да ви кажам, прилично задоволен од сите фирми каде што ги праќаме студентите ги праќаат, им даваат реални задолженија на кои што студентите треба и да направат реален придонес. И на некој начин тоа се користи, јас би рекол, и како пробен период пред вработување. И затоа, искрено, јас сум задоволен до каде сме, но мислам дека можеме тоа да го прво зголемиме во бројот и затоа следната година размислуваме оваа можност да биде дадена и на студентите од трета година, за да можат и тие во текот на студирањето да оди 2 дена на пракса. Трета и четврта година, кога ќе заврши студентот кај нас, тој може да каже, видете, јас за време на студиите бев минимум 4 месеца на реална пракса. И затоа сметам дека моделот кој што го има економски факултет и моделот кој што го дава на средношколците кои што сакаат да изберат каде ќе одат, се потврдува и со тоа што 70% од студентите кои што дипломираат на економски факултет се вработуваат во првите 6 месеци. Така, апсолутно да се согласувам. И сега од другата страна, Моника напомена во повеќе наврати нели дека си претседател на факултетското студентско собрание. Дали постои нешто што студентите на економски факултет најмногу го бараат од факултетското студентско собрание и како ги остварувате тие барања? Па има, да, доста, бидејќи ни активно собранието, постојано добиваме различни барања. Можам да кажам дека најчесто барањата се поврзани со одредени проекти, дали кои ги прави факултетот, хакатони, исто така често не прашуваат во врска со предавањата, со распоредите, со календарот на активности на нашиот факултет, па заради тоа тука навистина морам да кажам дека деканот постојано е достапен, кога и нешто да сме побарале, кога и некој студент за нешто да имал барање, кое сметаме нормално дека е
во право. Ние постојано сме во контакт дали со деканот, со деканатот, со сите професори. Морам да кажам дека професорите најчесто излегуваат во пресред за сите студенти кои имаат реален проблем и ние пробуваме тој мост помеѓу професорите и студентите. Уствари, ние сме мостот за да може да им помогнеме во нивните барања. Најчесто тоа се барањата. Можам да кажам, тука исто спаѓаат Еразмус проектите. Многу често ни пишуваат кога ќе има следен повик за Еразмус проекти. Повеќе од таа страна, бидејќи, како што кажав, забавниот дел и студентскиот живот навистина ни е на едно високо ниво, па многу ретко има прашања кога следна забава, затоа што навистина сме посветени на тој дел. Апсолутно се согласувам, затоа што и многу интересен факт и мене искрено лично многу ми се допаѓа, а верувам и тебе, затоа што еве вашите журки и забави не се посетени само од студенти на економски, туку и од сите студенти науки, мислам тоа се прави една целина каде што и се остварува простор за место за нови контакти, за познавања, дружба помеѓу студентите. И Моника, сакам исто така да те прашам, нели ти како студентка, првиот циклус го имаш веќе завршено, сега си на втор циклус на студии на економскиот факултет, имаш прилично големо искуство на економски факултет и како студентка и како активен делегат на факултетското студентско собрание, сега и како председател. Дали постои нешто што ти би го променила на факултетот? Можам да кажам дека разлика еве од кога сум се запишала на економски факултет до сега, бидејќи кај нас на факултет има 7 департмани. Секој од тие департмани е различен, но сите професори заедно се трудат да модернизираат наставата и да вметнат нормално нови дигитални алатки, како што зборувавме, вештачката интелигенција. Тука се појави последниве 5-6 години по актуелно кај нас. И јас што навистина мислам дека треба да се промени, еве, се стремиме кон тоа и се случува, е да има повеќе практична настава, бидејќи јас кога бев прв циклус на студии, имавме, да кажам, повеќе теорија, само теоретско знаење, што мене лично не ми се допаѓаше тој пристап, бидејќи потоа кога ние одевме на пракса, јас сум била на пракса, навистина не ги знаев основните работи. Мислам, нормално теоријата се знае и нормално дека на пракси понатаму вработување се доучува, секој се усовршува во струката која сака да продолжи. Но мислам дека тој дел фалеше и сега мене ми е многу драго, особено ми е драго што баш еве јас кога сум председател на собранието, ова веќе се менува, како што кажавме, почна од 4-та година, има 2 дена слободни во неделата кои може да ги искористат за пракса и веќе да можат да се вработат само што ќе дипломираат, што е навистина одлично. Така. Како што спомна сега дека можат нели да се вработат, професор, јас сакам да ве прашам и од моје лично искуство што сум зборувал, затоа што имам доста пријатели студенти на економскиот факултет, зошто дел од студентите чувствуваат дека дипломата не им гарантира работа. И тоа искрено малце е абсурдно, ама кога некој друг зборува кога ќе види студент на економски, ќе кажува секој втор денес се запишува на економски, економисте и немаат реално место каде што ќе се вработат, затоа што јас не сметам дека тоа реално е така, ама многу на тоа го мислат и не само студенти, туку и постари и возрастни личности, као ќе кажат, економски факултет запишал, пошто немал што да запише, тоа не е така, а од друга страна студенти со кои што јас сум комуницирал, а се дел и се студенти на економскиот, велат дека чувствуваат дека дипломата не им гарантира работа. Да. Може да го земам, значи супер прашање. Нонстоп го добивам ова прашање, секојаш треба да ги објаснуваме и да ги дебатираме овие работи, баш ми е драго. Значи, видите сега, ние треба да ги погледнеме од 2 аспекта работата. Првата во однос на бројот на студенти, видите, ние запишуваме некаде помеѓу 650 и 700 студенти годишно, така? Кај нас дипломираат некаде помеѓу 200, 250, максимум, мислам дека скоро и 300 студенти годишно. Што значи дека кај нас од бројот на запишани студенти до дипломирани студенти дипломира 1 во 3. Зошто е тоа за нас битно? Затоа што ние сметаме дека секој има право да се запише на факултет, ама секој треба да си ја заслужи дипломата. И затоа мора фокусот на нас ни е баш тоа што го кажам, низ квалитет да креираме вредност за фирмата. Сега, тоа не подразбира пасивност од страна на студентите.
подразбира дека у основа студентот низ периодот на студирање, затоа што видите, ние живееме во општество кое што е капиталистичко уредување, така во кое што конкуренцијата е битна и кога студентот ќе излезе надвор од нашите клуби, прво тој е конкурент со колегите со кои што седел заедно во клубите и е конкурент со сите останати економски факултети кои што генерираат дипломирани студенти. И студентот треба кога ќе излезе од факултет да може да демонстрира на фирмата од другата страна или работодавецот, да го кристиме работодавецот од другата страна дека креира вредност. Тоа подразбира дека бил редовен на настава. Тоа подразбира дека правел проект. Тоа подразбира дека учествувал во хакатон. Тоа подразбира дека реализирал активности и други кои што и во рамките на бил на пракса тие 2 дена на сидра, за да може да ги зголеми шансите. Ама ветувањето дека кој ќе дипломира 100% се вработува, така, брзо или сите тие работи, е гаранција која што ние не можеме да ја дадеме, затоа што тогаш у основа ние не би верувале во конкурентно општество, во кое што секој треба да се надпреварува. Сега, затоа што ние работиме во конкурентно општество, јас не се согласувам со констатацијата дека ако студент дошол на економски факултет да студира, дека не може да се врати. И од многу практичен аспект. Ако вие студирате на економски факултет и ако во државата има во најмала рака 30-40.000 трговски субјекти, 50.000 трговски субјекти, ако вие имате државна администрација и државна управа, кој што делува државни фирми и сите, вие ќе видите дека бројот на студенти кои што дипломираат кај нас, околу 300, треба да биде абсорбиран во сите тие фирми и институции. Зашто? Затоа што вие и да имате фирма која што се занимава со земјоделство, потребно да имате економиста. Ако вие сте фирма која што работи консултантски услуги, треба да имате економиста. Ако вие отидете во државна фирма да работите, треба да имате економист. Дали тоа од економиски вид од профилот на сметководство, финанси, менеджмент, маркетинг, надворешна трговија, економија, електронски бизнис, така. Тоа е ирелевантно. Вие имате потреба од каде. И затоа ние имаме толку висока број. Видете сега, ако ние збориме за 70% од што дипломирале се вработиле, Моника завршила кај нас, се уште е студент. Дел од студентите заминале од тие 250, така, 70% ви доаѓа 210 студенти. Другите тие што стануваат уште 80-90, некој може да продолжи образование тука, некој може да одлучи ќе одим во странство да работи, некој може да одлучи дека во странство ќе ги продолжи студиите. Така да на некој начин ние даваме можност на сите, што верувам дека е правилно, воспоставуваме стандарди кои што не може секој да ги постигне и како резултат на тоа бројот што дипломира овозможуваме да најголем дел од нив бидат вработени. Ама не можеме ние никогаш да дадеме ветување дека 100 влегуваат, 100 дипломираат, 100 се вработуваат. Тогаш у основа ние немаме систем на конкурентност, него имаме систем на кој што доволно да се запишеш да дипломираш. Ние и претходно кажав на почетокот сме државен факултет, основан од државата да генерира кадар и вредности кои што ќе подражат оваа држава во делот на економијата да креира вредности да биде конкурентна. Тоа подразбира ние да имаме повисок стандард. Тоа подразбира луѓето што доаѓаат да студираат на економски факултет да прифатат дека треба поголем напор да вложат, теоретски, практичен, така општествено активен, за да може да дипломираат на економски факултет. Така, апсолутно. Дали може само нешто да додадам на ова? Апсолутно. Ми се допадна многу прашањето затоа што јас бев во таа ситуација кога бев средно, имав завршено со сите петки во средно, значи одличен средношколец и добив нели разговараме со другите средношколци во класот кој каде ќе се запишува и јас кажав ќе се запишам на економски факултет. И првиот коментар беше што ќе правиш ти на економски, ти си одличен студент, таму оди секој втор. Значи буквално мене ми се случи тоа. И мене навистина не ми беше јасно зошто е тој коментар и еве уште не ми е. Значи јас сум 5-та година затоа што на економски покрај теоретското знаење толку вештини се учат, тајм менеджмент. Исто така пишување проекти. Значи многу различни вештини, меки вештини, однесување со луѓе.
како да размериш емоционална интелигенција. Значи не е само да имаме теоретско знаење, затоа што секој од нас може да седне да научи материјал, но другите квалитети и што ги добиваме како студенти на економски се многу побитни. Понатаму во компаниите во денешно време повеќе тоа го бараат отколку само дипломата или просекот. Значи веќе просекот не е пресуден. Нормално просекот покажува дисциплина, дека ние сме биле дисциплинирани 4 години да седнеме да научиме. Според мене тоа е просекот. Но останатите квалитети што ги добиваме, навистина, за тоа мене не ми е јасно зошто се беа и тие коментари, ако уште траат, но и јас не се согласувам со таа констатација дека секој втор се запишува или дека не е квалитетен факултетот. Апсолутно, и како што напоменав и јас, далеку од тоа дека се согласувам со тие коментари, но има и постојат и баш ми еве мило што успеавме да ги скоментираме самите коментари, токму од личности кои што се и во самиот факултет, како ти како претседателка на факултетското студентско собрание и професорот како декан. Јас за крај, Моника, сакам да те прашам како успеваш да комбинираш и факултетско студентско собрание со самите активности и твоите студии втор циклус. Па еве може да ни кажеш како успеваш и кога беше делегатка, а беше на прв циклус студии, како некако правеше баланс помеѓу фактички студентските обврски на факултетот, факултетското студентско собрание, па сепак на крајот денот и ти си личност која што треба да има слободно време со семејството, со другарите и со пријателите. Да, еве кога спомнавме семејството, може да ги прашаме моите родители колку често сум дома и колку се посветувам на домашните обврски, се шалам нормално. Тешко прашање, како од кога станав председател, почнав да користам календар, значи Google календар, каде што си ги запишувам обврските. Претходно не сум користела, можеби сум имала повеќе слободно време. Од кога станав, некако ми дојдоа повеќе обврски, а во исто време работев и на проекти, што ми е на страна од овие сите обврски и почнав да заборавам работи. И почнав да користам Google календар и тогаш сватив дека колку поефикасно јас го користам времето од кога си ги знам обврските. Значи тогаш толку работи можев да сработам во денот, што и мене не ми се веруваше како јас стигам сето тоа. И сватив дека со самото тоа што јас сум се запишувала, сум го следела тој календар, сум си одвојувала време за се, може да се стигне. Исто така сакам да кажам дека јас факултетското студентско собрание не го гледам воопшто како обврска, тоа ми е мене задоволство да го правам. Значи јас и за тоа се кандидирав еве 5-та година, што некој ќе каже, например, можеше нели вработување се што си следува, јас се согласувам со тоа и јас нормално си планирам за понатаму секако да работам, но мислам дека оваа година, значи јас што ќе го памтам понатаму како една година искуство, мислам дека никој нема да може да ми го даде, ниту една компанија, фирма, така што навистина со задоволство го водам факултетското студентско собрание. Многу ми е мило за се што се случува моментално, за сите активности кои се водат и од страна на факултетот, нормално и од факултетското студентско собрание, и воопшто не ми е тешко. Некогаш ќе дојдат моменти каде што може ќе си кажам и јас се откажувам, но потоа доаѓа нов ден и во календарот одма активност во 8 часот сабајле и тогаш си викам, ајде, се ќе биде како што треба. И тоа мислам дека ако правиме нешто со љубов и задоволство, никогаш нема да ни биде проблем. Апсолутно, сега да дурте слушав, буквално се пронедов и ја затоа што јас сум студент на медицински факултет, општа медицина, знаеме колку е обемна материјата и мене често така ми коментираат како наоѓаш време и студентски пулс подкастот и останати активности на факултетот што ги имам и во факултетското студентско собрание и во невладени организации, но како што спомна и ти, кога нешто го правиш со љубов, тоа си доаѓа само по себе и јас многу често го користам тоа кога ме прашуваат од каде наоѓаш време, јас велам времето кога учам, а другото време наместо да одмарам, јас креирам, еве се занимавам со студентски активизам, со самиот студентски подкаст и ова еве нека биде апел и за останатите студенти кои што се во дилема, дали ќе можат и дали ќе имаат време, апсолутно има време за се и се стигнува, но треба да се сака. Така е, така. Да, професоре, за крај сакам да ве прашам каква генерација економисти сакате да оставите зад вас? Знаете, да не ја забораваме големата слика.
големата слика е дека ние сето ова што го правиме треба на нашите работодавци, на нашето општество да им дадеме луѓе кои што ќе можат да одат чекор понапред и да одат чекор повисоко. Така да мене ако ме прашате која е мојата желба е економски факултет биде препознаен како скалило кое што ги креира тие индивидуи. Индивидуи кои што во основа се спремни да го поминат маратонот од 4 години студирање и на крајот кога ќе излезат во бизнисот да имаат само доверба, знаење и способности да ја покренат конкурентноста на македонските предпријатија, да ја подигнат ефикасноста, ефективноста на македонските институции и севкупно да ја направат Македонија подобро место за живење. Такви студенти, јас би сакал заедно со нив додека сум тука да ги креираме и таква основа би сакал да оставам за во иднина факултетот да продолжи да генерира такви студенти. Не студенти со десетки, не студенти кои што знаат алатка, нешто знаат одредена теорија, него индивидуи кои што кога ќе излезат во бизнис секторот ќе дадат вистински придонес и вредност за македонското општество биде подобро. Преубаво кажано, преубаво строчено, јас мислам дека не само од економски, како што го срочивте тоа, така треба да излегуваат индивидуи и студенти од сите единици на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Мене ми беше особено чест и задоволство што бевте мои гости, што направивме еден убав разговор. Можам да ви посакам многу успех во вашиот мандат, професоре, Моника и тебе успех до крајот на твојот мандат, со тоа што се надевам дека во некое следно издание ќе може да разговараме за сите тие предизвици кои што денеска ги спомнавме, дека се исполнети и дека економски факултет е повеќе скалила повисоко од тоа што е во овој момент. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некое наредно издание. Благодарам на поканата. Ти благодарам многу на поканата, прекрасно си поминавме и се надеваме дека уште повеќе средношколци изборот ќе им биде токму економски факултет. Така е, вие супатуваме еден апел. Сите оние кои што имаат визија да студираат на економски факултет, нека го одберат економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сигурно ќе има и отворени денови овој период, така да ќе може да ги посетите и да ги следите самите активности на факултетите, како и на економскиот. Можете да ги заследите на Инстаграм профилите. Овдека аз ќе ве поздравам, ве оставам во добро здравје и се гледаме во наредното издание на Студентски пулс.